Добар ден на сите. Моето име е Ален Јованчев. Јас сум ученик во Средното училиште на град Скопје, Владотазевски, и во оваа лекција ќе објаснам отпремата на поштенски пратки. Тоа за полесно совладување на лекцијата ќе ве водам преку следниве прашања. Која фаза е отпремата во поштенската технологија? Како се дефинира отпремата на поштенски пратки? Во кој образец се запишуваат книжените поштенски пратки? Кои книжени пратки мора да се картираат поединечно, а кои скратено? Како се составуваат врзопи? Отпремата на поштенски пратки е втора фаза во технологијата на поштенскиот транспорт, која следи по извршениот прием на поштенски пратки. Под отпремата на поштенски пратки се подразбира подготовка на примените пратки за превоз од поштата во насока на одредиштето, според картовните врски што се пропишани во прегледот на картирање и редот за превоз на поштенски пратки. Приемната пошта е должна да ги отпреми сите поштенски пратки примени во поштата и уфрлени во поштенското сандаче во блиското, поширокото и најширокото доставно подрачје. Подготовката започнува со делење на пратките по одредишните пошти за кои што гласат и со составувањето на врзопи кои потоа се ставаат во вреки. Обичните писмоносни пратки не се евидентираат во образци пред да се отпремаат и затоа од нив веднаш се составуваат врзопи, додека книжените пратки пред да се отпремат од поштата се запишуваат во образецот карта на заклучок, образец 537. Картирањето на книжени пратки во образецот карта на заклучок, образец 537, може да се поединечно се картираат вредносните писма со вредност над 10.000 денари во внатрешниот сообраќај, вредносните пакети со вредност над 10.000 денари во внатрешниот сообраќај и писмата и пакетите во меѓународниот сообраќај со вредност над 365 ДТС. 1 ДТС е еднаков на 73 денари, значи 365 ДТС е еднакво на 26.600 денари. На овој слајд е прикажан начинот на поединечно картирање на едно препорачано писмо и два вредносни пакети. Еден пакет е од 20.000 денари и вториот од 17.000 денари. Тие се отпремаат од приемната пошта Битола, а гласат за одредишната пошта Скопје. Отпремата се врши во соединет заклучок. Скратено се врши картирање на следните пратки: вредносните писма со означена вредност за 10.000 денари, пакетите без означена вредност и пакетите со означена вредност до 10.000 денари, пакетите без означена вредност во меѓународниот сообраќај и пакетите со означена вредност до 365 ДТС. Препорачаните писма во меѓународниот сообраќај и неврачливите препорачани писма во меѓународниот сообраќај. На овој слајд е прикажан начинот на скратено картирање на 7 вредносни писма и еден вредносен пакет чија вредност не надминува над 10.000 денари. Отпремата се врши од поштата Илијада Скопје до Илијада 10 Скопје, чаир во вредносен заклучок. Пред да се стават во вреќа, од пратките се сочинуваат врзопи. Врзопите се прават така што пратките се редат со адресната страна нагоре до големина на А4 формат и се прават посебни врзопи за посебни одредишни пошти. На врзопот се става црвена врзопна називница, образец 536, која се подпишува и се жигосува. Составените врзопи од обични книжни пратки се ставаат во вреќа, која се обележува со соодветна врекна називница и тоа претставува заклучок. Се надевам дека со оваа лекција ви помогнав во совладувањето на материјалот за начинот на отпрема во поштенски пратки. Ви благодарам за вниманието.